Онлайн платформите денес имаат централна улога во нашиот секојдневен живот. Преку нив се поврзуваме со другите, се информираме, учиме и споделуваме идеи. Но како можеме да се осигураме дека овие платформи се безбедни, транспарентни и одговорни? Законот за дигитални услуги е револуционерна регулатива на Европската Унија која има за цел да обезбеди сигурен, транспарентен и одговорен дигитален простор. Станува збор за сет на правила кои ги штитат корисниците, го поттикнуваат демократскиот напредок и ја зајакнуваат довербата во дигиталните услуги. Со овој закон, Европската Унија поставува глобален стандард за праведен и безбеден интернет за сите. Во Западен Балкан, усогласувањето со Законот за дигитални услуги е клучно за создавање побезбеден онлайн простор. Регулативата воведува неколку клучни принципи. Модерација на содржини. Според законот, онлайн платформите мора брзо да ги отстрануваат нелегалните содржини и да овозможат едноставни начини за корисниците да пријават штетни содржини на кои ќе најдат. Заштита на корисниците. Платформите се обврзани да овозможат заштита од вознемирување и злоупотреба за ранливите групи, како што се децата и малцинствата. Транспарентност. Онлайн платформите треба да откријат како функционираат нивните алгоритми и системите за модерација. Одговорност. Големите платформи мора да ги оценат и намалат ризиците за корисниците, под надзор на независни координатори за дигитални услуги. Земјите од Западен Балкан веќе работат на усогласување со Законот за дигитални услуги на Европската Унија. Владите, граѓанскиот сектор и технолошките компании мора да работат заедно за да изградат регионален пристап кој ги зајакнува дигиталните права и ги почитува демократските вредности. Ова регулатива не само што го прави интернетот побезбеден, туку ја штити слободата на изразување, ги држи платформите одговорни и гради доверба во технологијата. Да создадеме дигитална иднина, каде безбедноста и транспарентноста се основни вредности.